Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Туку вашиот збор нека биде да, не. Она што е повеќе од тоа, од злиот е. Матеј, 5 глава, 37 стих. Мажите и жените едноставно не комуницираат на ист начин, тврди социологот Дебора Танен, авторот на "Ти едноставно не разбираш, жени и мажи во разговор". Уште од деновите на Адам и Ева, жените ни кажуваат дека мажите и жените не зборуваат на истиот јазик. Дури и научниците ни кажуваат дека постојат разлики во мозочниот склоп помеѓу мажите и жените, кои влијаат врз нашата способност да комуницираме едни со други. Повторно, ова не представува големо изненадување за жените. Еден ветеран на многу неуспешни борби во остварување на успешна комуникација со некомуникативниот сопруг ни напиша и со доза на резигнација таа кажа: "Неговите говорни мускули се мрзливи. Тоа е се." Значи мажите и жените не комуницираат, тврди една книга. Што е ново? Барем еден стар проблем е прилично добро документиран. Танен, авторот на книгата, снимила стотици часови на разговор помеѓу мажите и жените. Анализирајќи ја суштината на разговорот, таа дознала дека мажите и жените, поради фактот што пораснале во различни светови, имаат тенденција да пристапуваат кон комуникација од сосема поинаква гледна точка. Една работа во врска со жените е дека зборувањето за работите ја потврдува вредноста на врската или она за која разговараат. За мажите, потребата да се зборува за тоа представува симптом на проблем. Мажите никогаш не поправаат нешто што не е скршено. Жените чувствуваат дека за врската која вреди е вредно да се разговара. Танен пишува: "Многу мажи сметаат дека инсистирањето на жената да разговара за работите е како куче што виси над својата коска. Но за жените, разговорот е лепакот кој ја одржува врската." Дали сте имале потешкотии со комуникација со вашиот партнер или со членовите на спротивниот пол? Обрнете внимание на следните упатства кои ќе ви помогнат подобро да го разберете проблемот и како да се справите со него. Упатство број 1. Запомнете дека мажите комуницираат од физичката перспектива, а жените од емоционална. Како и трите слоеви или сфери кои обкружуваат нашата земја, комуникацијата има 3 нивоа. Прво, тривијални информации, најблиску до она каде што сме. Второ, факти, кои вообичаено се однесуваат на нашите животи во физичка смисла. И трето, емоции кои се субјективни. Мажите ги достигнуваат границите на нивната способност да комуницираат кога истражуваат физички чувства, но за жените тоа е само почеток и одат од физичкото до емоционалното. Резултатот, најдлабоката комуникација за жените резултира со интимност, но за мажите интимноста во комуникацијата е закана за нивната машкост. Нивната ранливост ги прави да се чувствуваат непријатно. Упатство број 2. Запомнете дека комуникацијата значи нешто сосема поинакво за мажите отколку она што значи за жените. Кога ги прашувам мажите да се оценуваат на скала од 1 до 10 како комуникатори, речиси секогаш мажите се оценуваат за 3 поени над рейтингот со кој ги оцениле нивните жени. Упатство број 3. Секој човек има потреба да комуницира, па побарајте го нивото на комуникација која овозможува најсоодветно изразување. За мажите тоа значи отвореност да се покажат емоции и чувства. За жените тоа значи разбирање дека вашиот сопруг навистина го дава најдоброто од себе, додека вие ги толкувате неговите напори како недоволни и нудите критики. Упатство број 4. Сватете дека комуникацијата се уште може да се научи без оглед на тоа како сте пораснале. Тоа е вештина која може да се стекне под услов ако го цените пријателството или врската доволно за да работите на тоа. Упатство број 5. Научете да забележувате невербални сигнали. Постојат многу од нив. Повеќе од 700.000 начини да комуницирате невербално, вели социолог на Универзитетот Харвард. Но не зависете од невербалната комуникација. Важно е да научите како да ги кажувате работите. Упатство број 6. Ставете му до знаење на вашиот партнер дека вашата врска е важна и дека сакате да работите на комуникацијските вештини. Чарлс Дикенс дал добар совет кога кажал: "Никогаш не затвореј ги устните кон оној кој си му го отворил срцето." Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала.
во овој коментар за животот.